жители на градот на грозието, виното и ракијата. Во овие 20 години на независна Македонија, ние од СДСМ сме победувале и сме губеле што честно, што нечестно, сме подржувале и други кандидати, но кога доаѓале на власт, заборавале на нас. Порано беше гордост да се живее во Кавадарци. Беше гордост да се биде кавадарчанец. Луѓето беа среќни и насмеани. Секој можеше барем 3 пати во неделата да излезе во град и да се почасти со фамилијата. Каде сме сега? На кое дередже дојдовме? Грозието по 3 години не се исплача. Винарска визба Винеја нема исплатено од 2009 година. А за цените да не правиме муабет. Сите земјоделци се заложници на мегафонот на власта Љупчо Аризанов, кој наместо правата на лозарите да ги бара пред владата, каде им е место, тој ги бара пред СДСМ. Може ли лидер на лозарите да нема лозие? Каде е договорот меѓу владата, Винарска Винеја и Агротехвечија, според кој лозарите требаше да се исплатат за 2009, 2010, 2011 година на 5 март 2013 година? Помина 5 март, банка нема на сметките. Во Кавадарци, до доаѓањето на оваа власт, никогаш немало народна кујна, немало потреба. Власта, за да прави Скопје со барок и споменици, го отепа народот и трговците со казни и давачки. Преку Евана со покачени сметки за струјата. Преку Комуналец со покачени сметки за водата. А субвенциите за 2012 година, со кои толку многу се фалат, се уште ги нема. Во Кавадарци, за среќа, овие денови немаше поплави, за разлика од другите градови. Иако во последните неколку години владата се фалеше дека сите канали се изчистени по прв пат од осамостојувањето. Но во Кавадарци се случи друга елементарна непогода. Преку 1000 млади луѓе се иселени, кои трајно, кои привремено. Непотизмот во локалната самоуправа, како и во јавната и државната администрација прецвета. Човек не примија без книжка од ВМРО ДПМН. Сите неистомисленици ги избрка. Ниту вода обезбедија, ниту колектор за Марена направија. Ниту проблемот со грозието го решија, ниту проблемот со невработеноста. Оние објекти кои се изградили во нивно време, плоштадот, кејот на реката Луда Мара, црквата Света Петка, се изградени со донации на бизнис секторот и други фондации. На што личат влезовите во Кавадарци? Дупка до дупка, црна темница. Пред година и пол на овој плоштад премиерот вети дека патот за бушовијата ќе се реконструира. Пробајте да се извозите до селата во бушовијата. Дали е возможно да стигнете без да ги искршите возилата? Образованието го урнисаа по секој основ. Учителките и професорите во бунти ги носеа на протестите на незадоволни земјоделци од опозицијата. Има ли поголемо понижување за професијата? И што при тоа работеше Советот на локалната самоуправа Кавадарци? Уште во првите месеци од мандатот, со ретки исклучоци, се пазарија со градоначалникот, се ги поделија управните одбори и среќно и спокојно си глумеа кој власт, кој опозиција. Веднаш ја покачија цената на водата, ги пуштија хонорарци од сите струки, само не градежни инженери или барем градежни техничари, за да не извршат проценка како основ за покачување на данокот на имот. Затоа, драги кавадарчани, се кандидирам за носител на советничката листа на СДСМ и Сојузот за идината. Заедно со советничката листа и градоначалникот Бетијан Китев направивме програма со која ќе го вратиме сјајот на Кавадарци
да го вратиме достоинството на Кавадарчани и гордоста на Кавадарчани, да изградиме едно перспективно Кавадарци како што заслужува. Да живее Кавадарци, да живее СДСМ и Сојузот за еднината, да живее Македонија!